Трайковски. Тој ден, во 2004 година, како молња одекна застрашувачката вест, која со неверојатна брзина се ширеше насекаде околу нас. Беше тоа вистински шок. Измешани чувства од тага и неверување. Сите до еден посакувавме вистината да биде лага, а јавето само еден лош сон. За жал, веста беше вистината. Сите се прашувавме дали е возможно дека го нема веќе македонскиот председател, дали е возможно дека за секогаш замина нашиот сограѓанин, кој само пред 2 дена беше во родната Струмица, дали е возможно дека нашиот Боро не е веќе дел од нас. Секој од нас се надеваше дека е можна среќа во несреќата, дека е сепак возможно председателот Борис Трајковски да ја преживел авионската несреќа. За жал, тие надежи од час во час, од минута во минута стануваат се помали и помали, за да се случи соочувањето со болната вистина дека епилогот од несреќата е сепак оној кој најмалку се посакуваше. Беше тоа најтажниот миг на Струмица и Македонија. Во тој црн 26 февруари 2004 година. На тој ден, заедно со своите осумина соработници и членови на екипажот во авионската несреќа во близина на Мостар, трагично загина нашиот Борис Трајковски, вториот македонски председател и првиот шеф на државата кој го дала нашата Струмица. Иако од тој 26 февруари 2004 година помина 1,5 деценија, болката за огромната загуба се уште трае. Таквата болка е повеќе од разбирлива, ако се знае дека Борис Трајковски беше државник со многу доблести, но пред се беше човек во вистинската смисла на зборот. Токму затоа велиме дека на денешен ден пред 15 години изгубивме роднина, пријател, сограѓанин и председател, кој со ретко видена мудрост и трпеливост 4 години ја вршеше највисоката државна функција во земјата. Неговото државничко водство се случуваше во еден изворедно тежок, сложен и сензитивен период за државата, но тој сепак остави неизбришливи таги во современата историја на нашата земја. Интересите на државата и интересите на граѓаните беа секогаш негови приоритетни задачи. Стигнуваше во секој дел од државата. Стаса до многу македонски градови и села за да поразговара со луѓето, да биде слушнат, но и да го слушне нивниот збор. Тој е човекот кој изгради пријателства со обичните луѓе, бидејќи се сметаше за дел од нив. Од друга страна, во неговиот кабинет можеа да се сретнат луѓе од различни профили, од државници, дипломати и високи политички имења од сите светски меридијани, па се до естрадни звезди, спортисти, селани и работници. За време на војниот конфликт во 2001 година врз себе го презеде најголемиот дел од одговорноста. Преку лидерските средби успеа да ги смири страстите, да ги прекине војните дејства и да стави точка на страдањето и губењето човечки животи. За него човечкиот живот беше најголема вредност. Без разлика чие тој живот и која е неговата етничка, верска, политичка или социјална припадност. Се трудеше да биде председател на сите граѓани на Македонија, не само формално, туку и суштински. Воден од својата желба да помогне, вложуваше многу напори за целосна афирмација на земјава во меѓународни рамки, но и за подобар живот на граѓаните на многобројните средби со представници на Светската банка, Меѓународниот фонд, државници, амбасадори и представници на големи светски компании и корпорации, ги истакнуваше предностите на Република Македонија за подобрување на бизнес климата во државата и странско вложување во државата.
И при сите тие заложби и ангажмани, при секоја средба или јавен настап, председателот Борис Трајковски остана оној истиот Борис Трајковски со сите своји препознатливи белези. Остана секогаш едноставен, добродушен, отворен и насмејан. Председател Трајковски се радуваше на секој ичекор што го правеше земјава на патот кон членството во НАТО и Европската Унија. Во тоа интегрирање со право ја гледаше еднината на државата и најбрзиот прогрес на секој можен начин и план. Впрочем, во таа насока беше и неговиот последен подпис ставен врз апликацијата за членство во Европската Унија, само еден ден пред неговата пренара и трагична смрт. Случајот сакаше токму 26 февруари, денот на неговото заменување од овој свет, да биде ден која ќе биде предадена апликацијата за членство во Унијата, но поради трагичниот настан, таквиот чин беше пролонгиран за неколку дена. НАТО и ЕУ беа негови два сона, за кои толку многу посакуваше да станат јаве. Еден од нив стана реалност дури 15 години од неговата смрт. Бидејќи Република Северна Македонија стана дел од НАТО алијансата, а вториот е на прагот да се претвори во јаве. За таа симбиоза меѓу сонот и јавето, тој често пати патуваше во посета кај лидерите на влијателните земји и ја бараше нивната безрезервна поддршка за исполнување на интегративните заложби на нашата земја. Каде и да одеше, со задоволство се враќаше дома, во својата татковина, а посебно задоволство му причинува неговите посети на родната Струмица, градот на неговото детство и неговата младост. Струмица се гордееше со Борис Трајковски, како што тој се гордееше со Струмица. Таа заемна љубов беше повеќе од очигледна. Струмичанецот, македонецот и човекот Борис Трајковски на денешен ден, 15 години, замина во вечноста. Ми беше сограѓанин и пријател, човек за кого чувам бројни преубави спомени. Спомени кои ме правеле горд што го познавав. Едно е повеќе од сигурно, за него заборав ке нема. Благодарам.